Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на свесното родителство. Овој пат на тема како несвесното родителствување може да влијае врз децата кога тие се малтретирани или се исмејувани од своите врсничиња. За почетокот ќе започнеме со еден пример. Како едно девојче, 8-годишно девојче, доаѓа кај својата мајка и вели: "Мамо, мене ме малтретираат на училиште, ме исмејуваат постојано затоа што сум дебела." И се разбира дека секој родител кога ова ќе го слушне од страна на своето дете, чувствува љубов спрема своето дете и тргнува од една состојба на љубов спрема него. Меѓутоа, токму поради тоа што ние најчесто како родители несвесно родителствуваме, и самата мајка, бидејќи и таа имала и била приврзана за сопствената несоодветност, за незината убавина, за незината појава, таа веднаш пројавила чувства на вознемиреност и му дала веднаш одговор на своето дете без да размислува и рекла: "Знаеш што, ти не грижи се, душо, мама сега веднаш, бидејќи знае како се чувствуваш во овој момент, дека се чувствуваш многу повредена, веднаш ќе го најде најдобриот нутриционист, ќе ја купиме лента за трчање, ќе те зачинам во теретана и ќе го решиме овој проблем, и откако ќе го решиме овој проблем, ти ќе можеш многу поубаво да се чувствуваш." Гледаме дека од овој пример мајката всушност тргнала по еден несоодветен пат во однос на решавање на проблемот со своето дете. Зошто тоа така? Затоа што всушност, бидејќи самата била недоволно емотивно стабилна во своето постоење, бидејќи била обземена од едно чувство дека не била доволно добра во врска со својот изглед, мајката веднаш била поттикната исто така истовремено, значи, од зборовите на своето дете и влегува во вознемиреност. Меѓутоа, свесното родителство подразбира еден поинаков пристап во однос на овој проблем, дека треба да се оди до суштината на проблемот, што значи дека родителот треба да разбере зошто зборовите на своето дете го поттикнале така да се однесува. Значи, бидејќи мајката не е биле isprocesirani тие чувства на дека била недоволно добра, дека не била доволно убава, значи не била во можност и едноставно не сакала да се соочи со својата ранливост, сето тоа и се јавува повторно сега девојчето со својот проблем и се издигнува повторно тој проблем од минатото и го носи детето по еден пат кој што директно зависи од надворешните фактори, значи својата вредност, својата валидизација да ја бара од надворешните и од површните фактори. Меѓутоа, тој не е патот по кој што ние сакаме родителите да ги носиме нашите деца, и ова мајката што го направила целосно несвесно го направила, затоа што била и самата несвесно за начинот на кој што родителствува. И токму поради тоа што овој пат сега кој што го навела да тргне детето, меѓутоа овде да кажам дека не значи сега да не видам сватена погрешна во смисла на тоа дека не треба да се вежба, дека не е добро да се оди на теретана или пак дека не е добро да се оди на нутриционист. Токму обратно, значи тоа е нешто најубаво што можеме ние да си го направиме за себе, доколку видиме дека навистина ни е потребно за нас. Меѓутоа, овде станува збор за проблем со себе прифаќање, со себе валидизација кај децата, во кој што ние сакаме, кој што проблем доколку ние го насочиме да се реши преку тие надворешни, површни фактори од најмала возраст за нашите деца, детето подоцна кога ќе порасне, бидејќи тие се фактори кои што даваат едно ограничено, многу кратко решение, понатаму кога ќе порасне детето, доколку повторно се соочи со тој проблем, ќе ги реши уште подрастично. Значи може да побара помош од пластична хирургија, вградување на импланти, корекција на лице, корекција на одделни делови на телото и така натаму.
Меѓутоа, знаеме дека тој не е патот по кој што ние навистина сакаме да ги научиме нашите деца. Значи, ние што сакаме да ги научиме нашите деца? Сакаме во сегашниот момент, во тој момент кога детето плаче, кога детето вика дека мене мамо ме малтретираат, дека сум дебела, ме викаат дека сум грда и така натаму, значи тој е моментот во сегашноста кој што треба родителот да влезе, да ја каже вистината, значи златни моменти што велиме. Тие се моменти на изобилство каде што треба да се влезе во суштината на проблемот. Самиот родител и тој да влезе во своите собствени проблеми, да може да сака да се поврзе со својата ранливост, во овој случај мајката, и да се прифати себе си со цел да му докаже на своето дете, да му каже и тоа да се одвои, да се оддалечи од сите тие површни и вештачки средства кои што даваат потврда, кои што даваат валидизација. Затоа што детето со самото тоа што постои, со самото тоа што екзистира, што е дојдено на овој свет, тоа е вредно тоа е вредно, значи и таа вредност и треба да верува во тоа, сето е нераскинлив дел од него, без разлика какво е детето, дали е слабо, дали е дебело, дали е здраво, дали е болникаво, без разлика, тоа е нераскинлив дел од него. И никој не може тоа нешто да му го земе. Затоа што кога ги учиме од мали нозе нашите деца на тоа нешто, значи ние му даваме сигурност, му влеваме да се научи детето да биде неколебливо, да биде стабилно, да биде само издржливо, само зајакнато, и кога ќе најде на такви ситуации, да знае детето да се испочитува самото себе си, да се сака самото себе си, едноставно да не му смета она што ќе му каже, да не зависи од она што другите му го кажуваат. Значи тоа да не дојде да не дозволи да допре тие зборови, да не допрат до нашите деца, едноставно децата да бидат на некој начин имуни на тие на тие зборови. Значи, ние од вака, уште од најмала возраст кога ги учиме нашите деца вака да постапуваат, значи ние ги учиме на самољубов. Колку детето знае дека е вредно и верува во тоа нешто, тоа значи дека треба да се сака самото себе си, учи да се сака самото себе си, учи да се поврзе со својата вистинска вредност, со својата автентичност, и колку повеќе детето е поврзано со себе си во текот на своето растење, тоа знае да се ги најде своите квалитети вистински кои му се. Значи, детето, спознавајќи се себе си, знае она што треба во животот како цел да го оствари, а ние токму во таквите моменти наша задача и наша обврска е како родители да ги наблюдуваме нашите деца, да ги спознаваме и да ги валидизираме онакви какви што се, а не онакви какви што мислиме дека треба да бидат. И наша исто така задача е, насочувајќи, потврдувајќи секој ден нашите деца, да ги насочиме по патот на нивната автентичност, пат кој што значи само почит, значи да растутат тие во своите најдобри квалитети, пат кој што подразбира и доверба на децата во нас да веруваат, нас да не почитуваат, нас да не сакаат безусловно, и со самото тоа ние стануваме и нивни лидери. Значи децата нема да има проблем кога ние ќе му ги кажуваме што треба да направат, како треба, тие безусловно ќе не слушаат, безусловно ќе ни веруваат, и што значи дека истовремено свесното родителствување представува можност за себе растење, за себе спознавање на самиот родител, и заедно двајцата, и родителот и детето, да тргнат во животот кој што подразбира едно заедничко патување низ авантурите на животот. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.